Кај нас е малце и терено комплициран. Вегетацијата не е ниско деградирана шума, супарнар, гавер, спреќа, дека многу брзо горе, дека може да предвидиме со која брзина ќе дојде и кој ветар ќе дуне. Врдаријата не е таква променлива дујањето на ветерот, кај што некои имаме југозападни до оздолу горе на 500 метра север дуа. Да не знаеме и ние каде се поставиме. Пуштиме силите од една страна, един ветер, од друга страна, друг ветер, така да искомплицираме некои работи. Пожар ни зафати една површина голема, ни загрузи цркви, 2 села, 3, сега и четврто, денеска и четврто село беше загрозено. Колко толкова сметиме дека сега имаме некоја сигурност, иако сега па се враќа пожар, ни се враќа пред зъд. Поминаш. Сабајле кај нас нема гореене, тек се јаве после 9. Ако тука се должи тоа? Тоа се должи дека влажноста покрај Вардар се подигне над 40%. Температурата ни паѓа околу 20, 23, 20 и тогаш горењето ни престане. На тоа лице према Погана влажноста е стално поголема. На овој лице на тука малце е посува, јако е посува и на 23 степени и на 20 степени горе цела вечер. Али влажноста, штом дојде 40, горењето намаля, али не престанава. Горлив вегетацијски материјал ние имаме некде минимум 6-7 сантими. И да го локализириме, и да го угасиме. Тоа што останало некде некоја жарче, никој не зна декај и на која ивица. Село во Ландо, како што наедно мало ветри почнаа по тоа борчињето да се палат. Да. Почнаа пламени. Тоа вегетацијски горлив материјал што го говориме ние така професионално, тие 6 сантима ни прават стално проблеми. Секаде го нема, али просечно земано на многу места го има. И тука ни се задржаве некоја си температура или некоја си жарче кој може ден да го нема, наредниот ден поново да ни се јави. И затоа е многу неблагодарно кога земаме ние да коментириме или да тврдиме дека готово во го изолираме. Ние денеска тука селото палиме контрапожар на чисто. Барам негде 500-600 метра не се симнуише према селото. Зимаме го испалиме, цело го изолираме. Цел ден мирно. Приметиме дека на десната страна од нас още на километар имаше горење, али ретка страна, малечко место, ние се брзаме да и брајкавци покушиме да го изолириме. Го оставиме, пуштиме контрола, легна тоа. Го нема. Го нема до вечер. Ете сега во вечерните часови поново ни се јавува. И поново ни го загроза да сега балите. Лага за утре. За утре, значи ако дојдат хеликоптерото после 9 саат, јас ќе бидам на тоа терен.